Ќе зборувам за формула за живот, ќе зборувам за живот, како животот да биде подобар. Малку поопширна тема е ова, може ќе поделам и за понеделник, ќе видиме, но денеска ќе почнам со некој основен концепт, многу интересен. Гледате, животот како таков мора да има некоја цел. Сега, кога ти поставуваш некоја цел, ајде да кажеме си даваш задача, која што сакаш да ја направиш во твојот живот, затоа што и задачата е еден тип на цел, нели? Сега, кога човекот има своја задача, која што сака да ја направи, да кажеме дека има собствена мисија, што би било феноменално, доколку ја има, тогаш одговорноста е кој е одговорот на таа задача која што е поставена. Гледате, одговорноста е фактички одговорот што е. Сме дале задача, сме имале нешто конкретно, сме сакале нешто да постигнеме, што е одговорот? Колку време се постигнати, колку време е поминато без ништо да се направи или со многу работи да се направат во однос на постигнување на таа цел. Поради тоа што гледате, универзумот ќе ти ја доближи целта која што ја сакаш, која што ја имаш, која што ја замислуваш, во однос на тоа колку напори правиш за да го дадеш тој одговор во однос на целта која што ти ја имаш. Сега, одговорноста е одговорот кој што се крчка, кој што се случува, кој што го продуцираш, кој што го креираш. Поради тоа што кога човекот има некоја цел, пример сака да стане шампион во пливање, што е одговорот? Тренинзите, напорната работа, дисциплината, утакмиците, кои што пливачките настапи или настани, на кои што учествува, медаљите кои што се освоени или не се освоени, тоа е се одговор во однос на целта која што човекот ја има зададен. Имате некој човек кој што има талент, кој што го знае, има цел кој што ја прати, можеме да речеме дека таа цел му е зададена од универзумот, зададена му е од кој да му е задал таа цел, подкрепено со него самиот, сигурен сум, затоа што е освестил, тогаш одговорноста е каде е резултатот, каде е одговорот на целта која што заеднички ја работиме или ја работи он заедно со универзумот. И сега кога универзумот ќе види таа одговорност него, он го наградува со постигнување на самата цел, со доближување на целта кон него, поради тоа што неговата одговорност е да ги надмине препреките кои што доаѓаат на патот кон постигнување на целта. Сега, денеска ќе прочитам еден преубав цитат од филозофот Хабард, кој што насловот е живење, и вика живењето е да одиш низ даден пат или дадена насока, воден или бутнат од цел со некое место кај што треба да стигнеш. Со други зборови, некаде кај што треба да е нашата дестинација, целта која што сме постигнале. Вика, и се состои тоа од тргање на препреките на каналот, нели каналот тоа е тој патот, реката има корито, нели? Сега, се состои, вика, вообичајно или во најголем дел се состои од оттргнување на препреките во каналот, држење на рабовите цврсти, нели, реката има корито, мораме коритото да го држиме цврста, игнорирање на дистракции се работи што ве пореметуваат и што ви го тргнуваат вниманието, и повторно засилување и буткање на прогрес долж тој канал. И вика, тоа е живот. Ајде да го објасним ова на по-едностран начин или на поубав начин, или не поубав начин од ова не може да види, затоа што преубаво е објаснато, но да го симплифицирам, сакам да кажам. Гледайте, ајде да кажем имаме некоја цел. На патот до целта, секогаш, ама што значи тоа? Дека имаме некој канал, дека имаме нешто, каде што, јас сакам да кажам дека реката е јака. Зошто е реката јака? Реката е јака поради тоа што има корито. Сега, тоа е тоа што го зборува филозофот Хабард. Вика, живењето е да одиш долж даден курс, тек, насока, корито. Идеме долж ова. Вика, воден или буткан од некоја цел. Со некое место кај што треба да стигнеш. Тоа е тука. Се состои во најголем дел од тргање на препреките долж каналот, затоа што долж каналот имате препреки. И се тие препреки ти треба да ги трнеш, да ги бутнеш на страна.
Затоа што како ги буткаш препреките, ти фактички доаѓаш до самата цел. Држење на рабовите цврсти, игнорирање на работите кои што ти го одземат вниманието, тоа се многу работи кои што се надвор од каналот, затоа што ти, ако почне овие работи да те интересираат, оваа работа дефинитивно нема да те интересира. Гледате, овие работи ако ви интересираат, оваа работа нема да ви интересира, така да ги тргаме тие работи кои што ни го дефокусираат вниманието, ја зајакнуваме и ја повторно го буткаме прогресот долж тој канал. Така да, целата идеја е дека имаме некоја игра, имаме канал, имаме рабови, тука е дисциплината, но тука има и препреки кои што мораме да ги тргнеме или да ги надминеме, да им најдеме решение, и фактички животот се состои од тоа. Сега, вие ако не може да дадете цел на вашиот живот, немате игра. Затоа што, знаете, луѓето секогаш сакаат да немаат проблеми. Ќе дојдат луѓе кај мене на консултации и иначе имам нова канцеларија, чекај да ви ја покажам. Многу убава. Океј, еме новата канцеларија. Ве чекам на консултации, на даден семинар и така натаму. Сега, кога ќе дојдат луѓе кај мене на консултации, сакаат да немаат проблеми. Ја викам, лете, луѓе, проблеми не може да немате. Поради тоа што животот е така направен да проблеми мора да има. Она што можеме да направиме, и тоа е тоа што се обидувам да го направам со луѓето, е да ги освестам дека некојаш луѓето играат глупи игри и поради тоа што имаат глупи игри, имаат глупи проблеми. Затоа што, гледайте, ако сега човекот ја загуби оваа цел, и тоа што му е главната цел, што го мотивира, ја снема, он ќе најде глупи цели. Сега ова станува цел. Гледайте, сега тука имаме цел, но тие се уствари почетните работи кои што ни го дефокусираат вниманието, тоа е нешто кое што ни го одзема времето, но сега, поради тоа што ја немаме главната цел, овие работи стануваат цел и што е интересно, пак се јавуваат препреки на патот до тие цели. Но овие препреки кои што ќе се јават на патот до целта се, која што фактички е целосно деструктивна. Ме разбирате, замислете место мажот и жената да имаат цел, како ќе изградат собствена унаводници империја, каде што децата ќе им бидат здраворазумни, каде што ќе го добијат најдобрата едукација, каде што еден со друг се поддржуваат, каде што креираат љубов, каде што го прошетале светот, каде што идат на едукација заедно, каде што имаат заеднички цели. Наместо тоа да го прават, се нив целта ќе им стане, ја ќе докажам дека ти си крив. Се гледате, и тоа е цел, и тоа е игра. Она ќе докаже дека он е крив, он ќе докаже дека она е крива. И она што се случува, тоа станува цел. А што мислите дека он нема да и направи препреки во однос на тоа она да биде управо, он ќе направи препреки. И се она ќе се соочува со препреките наречени мажот. Тој треба да биде сојузник. Луѓе гледаат, тој наместо да биде сојузник, тој станува противник, само затоа што веќе ја немаат заедничката конструктивна цел. Истото се случува со самиот човек. Човекот, ако нема некоја креативна, конструктивна цел и нема што да прави во однос на животот и нема цели кои што треба да ги постигне, он ќе збори за ноктот, зашто му е накриво зараснат, зашто му е вака, зашто ова, зашто теглата ајвар е толку стегната, која стегна толку теглата ајвар, зашто, не знам, што и да му се случува без врска, глупости кои што ствари немаат потреба да постојат, ама тие постојат при тоа што човекот нема цел. Ама умот, затоа што си сака проблеми, затоа што умот сака занимации, затоа што умот мора да најде нешто што треба да го реши, он почнува да оди во деструктивни цели и деструктивни насоки и се заплеткува во неконструктивноста на неконструктивните проблеми поради тоа што тој навлегол во неконструктивни игри. Сега, за да го оддалечиме него од овие проблеми, затоа што во животот, знаете, да ви кажам една работа, ако луѓето немаат мисија, ако луѓето немаат цел и ако не се водени од тоа, овие работи стануваат и текако реални. И сега кога дојде некој човек тука, за него тоа е реално. А реално е дека жената вака му прави, реално е дека мажот вака прави, реално е дека тоа е све реално, знам дека е реално. Ама како станале тие противници? Како станале тие противници, а претходно биле сојузници? Како се не се сакаат, а претходно се сакале? Сега гледате, зависи која игра играат. Затоа што не ќе играат некоја игра. Подсвесно ја играат таа игра и подсвесно прават деструкција, не знаат дека прават деструкција, затоа што секој мисли дека другиот прави деструкција, он не ја сваќа собствената деструкција,
кој што он ја прави во бракот, на пример, и она што се случува, секогаш е другиот крив, затоа што тој што кривува, пак никогаш тој е свесен како другиот прави деструкција, ама не е свесен како он собствена деструкција прави, поради тоа што тоа е подкрепено со многу убави логични оправданија. И кога човекот има многу убави логични оправданија, тоа што се случува не е одговорено, не е крив, секогаш другиот е крив. Но поентата е, ако човекот забега ваму на страна, он мора некако да се врати до овој канал. И сега, ако човекот не ја сонува целта, ако човекот не ја сака целта, гледате, овдека има продукција, овдека има креација. Креација во однос на постигнување на целите. Мотивација, дисциплина. Сега гледате, кога човекот ќе каже, добро, која е мојата одговорност? Што? Прво, дали имаш канал? Прво, дали имаш корито? Дали имаш река? Ти имаш река, ти си реката, ама коритото го имаме. Која е целта? Која е насоката? И ако имаме веќе целта и насоката, која е одговорноста на кои работи ти си ги предземал, кои делувања си ги направил, за да дојдеш до нешто кое што ќе речеш, ја освоив, постигнав нешто, направив нешто, позади мене има резултати, и кога човекот има позади него резултати, тогаш тој има одговорност, затоа што одговорноста е окей. Што е одговорот? Знаете, затоа што кога ќе речете некој одговорен е, да бе одговорен, ама што значи тоа? Одговара за нешто. Одговара за нешто. Човек треба да одговара за сопствениот живот. Што е одговорот на неговиот живот? Проблеми, беги, креација, тоа е неодговорност. Или позади него во неговиот живот има конструктивни работи, реализирани цели, направени нешта, креативни работи кои што ги направил, помош на други луѓе и така натаму. Тоа е одговорот и затоа е одговорноста, поради тоа што кој ти е одговорот на задачата која што ти е дадена. Ама да ви кажам една интересна работа, ако човекот нема задачи, нема цел, кој одговор може да биде? Луѓе, ќе ви кажам кој ќе биде одговорот, тоа ќе биде ова. Тоа ќе биде животот наречен живееме во бара и жабокречина, каде што има жаби кои што постојано гракаат, се жалат и не се задоволни од нивниот живот. Зошто? Поради тоа што прво немаат задача, прво немаат цел, второ немаат корито. Затоа што ако го немате каналот и ако го немате коритото, тогаш ќе се расплинете на небитни и неважни работи кои што се фактички сите овие нешта кои што се надвор од коритото. Тука е 6-то кафе, 5-то кафе, 7-то кафе, искачање со другари каде што уствари безцелно е све. Не викам дека не треба човек да излезе и да прошета, треба, ама треба да има усул и треба да знае што му е целта во животот, поради тоа што на крај он треба да се го даде одговорот. Што направил, поради тоа што колку повеќе човекот е продуктивен, толку повеќе е среќен. И ако ја нема, а продукцијата тука не е среќна. Гледате, тука има продукција, ама има глупа цел. И поради тоа што има глупа цел, оваа продукција малтене не се важи. Сега, ако човекот има целта која што е важна и значена, неговата продукција ќе му направи човекот да се чувствува среќен. Сега, кога човекот ќе се игра среќата, односно кога ќе се има среќата која што е дојдена од продукција, креација, дисциплина, тогаш тој човек ја има одговорноста во однос на задачата наречена негов живот. За да имаме живот, прво мораме да имаме задача, што е тоа што сакаме да го направиме. Поради тоа што гледате, животот е толку многу општ. Животот е безгранично општ. Што можете да бидете? Може да бидете инженер, може да бидеш доктор, може да бидеш мотивацијски тренер, може да бидеш спортист, може да бидеш спортист, кошаркар, хокеар, кометар. Што ќе бидеш? Животот е толку многу опции, толку многу работи ти дава. Но гледај, за да го живеете животот и за да го искусите нештото од животот, ти мора да го спастри животот во овој сегмент, затоа што со оваа интензивна продукција ти го искусуваш вкусот на животот. Го искусуваш ти убави зачини кои што животот ти ги дава. Овдека, луѓе, све е блунтаво. Овдека нема мирис, нема вкус, нема сол, нема зачин, ништо нема тука. Тука има нешто кое што го викаме интересен живот, но тој е фактички денгубетски живот, живот кој што е посветен на сеир и бивање на експерт за туѓи животи, а уствари ништо не прави со сопствениот живот кој што фактички е овдека.
Но ретко луѓето да имаат цел на која што ќе се посветат, ретко да имаат цел на која што ќе се вложат, ретко да имаат цел на која што ќе се дадат. Поради тоа што кога човекот има целта на која што ќе се вложи, цел на која што ќе се даде, тој човек има вложено нешто во животот и фактички тој човек користи, односно го има животот и од животот користи фидбек на позитивни емоции. Ако човекот не се вложи до овој канал каде што има значајна цел, ќе почнува да имаме безсмислен или беззначаен живот, затоа што смислата тука и смислата тука не е иста. Дето дека има поголема смисла и затоа има осмислен живот, што значи има испланиран живот, што значи има реализиран живот. Иако ако е осмислен животот не значи дека е реализиран, треба да го осмисли и да оди во акција за да го реализира. Затоа што акцијата ја крира енергијата, акцијата ја крира емоцијата. Затоа што ако имате само мисла, ако имате само план, ама не е таа мисла и план подкрепено од акција, тогаш ја немаш продукцијата на енергијата. Видите, зборот енергија доаѓа од два грчки збора. Ен на грчки е во, а зборот ергија доаѓа од збор ергон, што значи работа. Ако сака човекот да крира енергија, он мора да влезе во работа, ама таа работа која што е поврзана со конкретна цел, која што треба човекот да ја постигне, предизвикува среќа. Или да го цитирам филозофот Хабард, вели среќа е емоција на прогрес кон некоја посакувана цел, или надминување на препреки, надминување на непознати препреки, обично не се познати, надминување на непознати препреки кон позната цел. Сега, ако човекот има позната цел, замислите па има цел која што му значи што ја сака, тогаш секоја надмината препрека ќе ти даде чувство на среќа и чувство на задоволство. Зошто? Поради тоа што си скрирал енергија, знаеш дека си компетентен, поради тоа што си дошол чекор поблиску до целта и поради тоа што знаеш дека твоето дело на платното на животот, наречена твој живот, набрзо ќе биде издадено и набрзо ќе биде реализирано и ќе можеш да речеш дека си бил одговорен поради тоа што си дал одговор на задачата која што фактички си се задал сам на себе. Ви посакувам да се зададете убави задачи, ви посакувам да имате убави цели, ви посакувам да имате мисија, но преди се многу е важно да имате канал и да имате дисциплина, поради тоа што ако човекот го нема каналот, ја нема дисциплината и го нема реката, коритото, водата на реката ќе се расплине и тогаш ништо не се случува. Едноставно безцелен е животот, поради тоа што ја немаш јачината, спатреноста на твојата енергија. Знаете, на најзначајните журки кои што се многу тешки да дојдеш до нив, сум зборувал за ова, имаше даден тип на спортски настанки што беа сите спортисти најпознати, викам овие се на ова убава журка поради тоа што не биле на многу журки. Но ако човекот отиде на 100 журки кои што се тука, никогаш нема да ужива и никогаш нема да добие задоволство и прогласување за некое постигнување во журката, кој што ствари најмногу значи. А таа журка се вика живот, поради тоа што животот е убава, одговорна журка на несериозно одговорен начин, но мораме да одиме до каналот наречен што ни е целта. Затоа што ако човекот ја нема целта изгубена, знаете, имате многу млади деца ќе станат од сабајле, не знаат по 4 сати што да прават. Поради тоа што немаат цел. Поради тоа што немаат некое викање. Братучетка ми да ја цитирам, вика на српски е позив, што те вика. Ке нас е повик, што ти е повикот. What's your calling? Е на англиски што е тоа што те вика. Но ствари, кај се викаш ти? Мора да зададеш цел за да се повикаш во иднината и да стигнеш на некоја точна дестинација. Ако не знаеш дестинацијата кај сакаш да стигнеш, не можеш да направиш фокус, поради тоа што ако целта не ти е многу конкретна, не можеш да направиш фокус. А ако човекот нема фокус, не може да направи енергија. Значи, ако целта е важна, човекот ќе има фокус. А ако има фокус, ќе направи енергија. Поради тоа што фокусот е важен за да можеме да ги направиме конкретните чекори. Во моментот кога ќе ги направиме тие конкретни чекори кои што се ориентирани кон некоја конкретна цел, тогаш од нас излага енергија и излага чувство на задоволство, поради тоа што имаме продукција. Ако имаме општа, неконкретна цел,
тогаш таа не повикува на акција. Мора да имате цел која што повикува на акција, а таа цел која што повикува на акција е целта која што е јасно дефинирана. Се гледаме понеделник. Чао!